Драги деца, здраво! Јас сум учителка Адријана од градинката 13 ноември од општина Центар. Ве поздравувам сите вас што ме следите сега во моментот, а и голем поздрав и бакнеш им праќам на моите другарчиња од групата Бубамари. За вас, драги деца, денеска подготвив интересни работи за селскиот двор. Во селскиот двор живеат домашни животни, домашни птици и домашни миленичиња. Тие се викаат домашни, бидејќи ги чува човекот. Човекот се грижи за нивното здравје, ги храни и им прави живеалишта, а од друга страна има голема полза и корист од нив. Во домашните животни спаѓаат овцата, коњот, магарето, кравата, козата и свињата. Домашни птици се кокошката, гуската, патката и мисирката, а домашни миленичиња се кучето и мачето. Ајде сега да видиме секој посебно, да му кажеме по некоја карактеристика. Ова е крава, големо домашно животно што го чува човекот. Телото на кравата е покриено со кратки влакна, а може да бидат во бела, во црна или во кафеава боја. Има на главата мали рокчиња. Кравата живее во штала, се храни со сено, со трева, со детелина. На човекот му дава месо и млеко. Млекото е неопходно и многу важно во растот и развојот на децата. Млекото се преработува и од него се добива сирење, урда, кашкавал, кисело млеко, павлака и јогурт. Ајде сега да видиме. Како се вика малото на кравата? Тоа е теле. А таткото на телето е бик. Да видиме како се јавува кравата. Коњ. Коњот е домашно животно кое што човекот го користи за товар. Како што може да видите на сликата, коњот може да пренесува многу тежок товар. На главата има грива, има опаш, а телото му е покриено со влакна, во кафејава, во црна, а може да биде и во бела боја. Коњот живее во штала и се храни со трева, со детелина. Малото на коњот се вика ждребе, а мајката на ждребето се вика кобила. Ајде да видиме како се јавува коњот. Свиња. Домашно животно кое што на човекот му дава месо. Кожата на свињата може да биде бела и розева. Свињата има кратки нозе и виткан опаш. Живее во свињарник и многу сака по цел ден да се валка во него. Малото на свињата се вика прасе, а таткото на прасето се вика вепар. Таа сака да јаде скоро се што ќе ѝ даде човекот, но ја храни за подобро месо со концентрат и со пченица и со други важни работи. Да видиме сега, другарчиња, како се јавува свињата. Магаре. Магарето е помало од коњот, но за разлика од коњот има долги уши. На главата има грива, опаш, а телото му е покриено со ситни влакненца, кои што може да бидат во кафејава и во црна боја. Магарето живее во шталата и човекот го користи за пренесување на товар. Магарето е многу тврдоглаво и тромо животно, но е многу издржливо. Може да помине многу пат без да побара вода и храна. Малото на магарето се вика прле, а мајката на прлето се вика магарица. Да слушнеме како се јавува магарето. Овца. Домашно животно, чиишто тело е покриено со волна. Може да биде бела, црна и кафејава. На човекот му дава месо, млеко и волна. Волната се преработува и се прави разна облека, млекото се преработува и од него се добиваат млечни производи, а овцата живее во трло. Малото на овцата се вика јагне, а таткото на јагнето се вика овен. Да слушнеме како се јавува овцата.
Коза. Козата е многу брзо животно. Има на главата мали рокчиња, а телото ѝ е покриено со кратки влакна во бела, во црна и во кафејава боја. Козата јаде детелина, трева, разни растенија. Малото на козата се вика јаре, а таткото на јарето се вика јарец. На човекот му дава месо, млеко и кожа. Да видиме како се јавува козата. Ова се домашни миленичиња, куче и маче. Мачето е многу мило животно кое што е верен пријател на човекот. Телото на мачето е покриено со кратки влакна во разни бои. Постојано кожата му е чиста, бидејќи тоа само си ја лиже. Мачето има изострен вид и многу сака да јаде глувци, односно ги брка глувците. А кучето е верен пријател на човекот. Осетот за мирис му е многу развиен. Телото на кучето е покриено со кратки влакна, исто така може да го сретнеме кучето во разни бои, а тој многу сака да јаде коски. Да видиме сега како се јавува мачето. Кучето. Домашни птици. Кокошката е домашна птица која што ја чува човекот заради месото, пердувите и јајцата што ги несе. Тие се многу важни за децата, бидејќи децата многу сакаат да ги јадат. Кокошките се хранат со пченица, со пченка. Малото на кокошката се вика пиле, а таткото на пилето се вика петел. Да видиме како се јавува кокошката. Патка. Домашна птица која често може да се сретне во селскиот двор, а има една карактеристика, еве да ги погледнеме нозете. Тие се приспособени и да пливаат. Телото на патката е покриено со пердуви, а таа на човекот му дава јајца, месо и пердуви. Малото на патката се вика пајче, а таткото на пајчето се вика патор. Да видиме како се јавува патката. Гуска. Гуската е голема домашна птица, чие тело е покриено со пердуви, нозете и се приспособени да плива, а често се среќава и во селските дворови. Човекот ја чува поради јајцата, поради месото и пердувите, но дава и маст која што е многу корисна. Малото на гуската се вика гувче, а таткото на гувчето се вика гусак. Ова е мисирка. Голема птица која што на телото има големи пердуви, посебно на опашот. Има долг црвен врат, човекот ја чува заради перјата, месото и јајцата. Сега, другарчиња, погледнете ги јајцата. Тие се поголеми од јајцата на кокошката, но се карактеристични по пегите што ги има на нив. За вас, другарчиња, јас подготвив една интересна ликовна игра. Од картон да исечете форма на овца, со фломастер да нацртате очиња, уста и потоа да ставите лепак. Одозгора телото да го направите со памук и на тој начин ќе добиете прекрасна овца. Или на лист хартија, бидејќи е пролет, да нацртаме ливада со трева и цвеќиња и потоа да нацртаме нозе, глава, а на телото на овцата да го направиме од памук. Ако направиме неколку овци, тогаш ќе добиеме едно стадо овци. Од сето ова што денеска ви го кажав, сега ќе ви поставам едно прашање, а вие, другарчиња, ќе треба да ми го одговорите. Со задоволство си играм со деца. Посветен сум и верен на човекот. Добар чувар сум на куќата и имотот. Многу сакам да јадам коски. Ајде, другарчиња, да размислиме и
да видиме. Кој беше верен пријател на човекот и многу сакаше да јаде коски? Кој беше тоа домашно милениче? Кучето, токму така, другарчиња. Јас сум домашна птица. Телото ми е покриено со перја. Имам црвен врат, телото ми е поголемо од на кокошката, а моите јајца се пегави. Ајде да видиме, која беше домашната птица што имаше црвен врат, голема беше, телото беше поголемо од на кокошката, но имаше карактеристични јајца со пеги. Ајде, другарчиња, погодете. Мисирка, токму така. Драги деца, тоа беше се што ви подготвив за денеска. Останете, бидете добри и ќе се видиме